Иван, јас сум во прекрасно друштво на лауреатот на овогодинешната награда Бели мугри, која ја доделува Домот на културата Кочо Рацин од Скопје, Марина Мијаковска, која е член на Друштвото на писателите на Македонија, магистар по филолошки науки и пред се поет. Токму со неја ќе разговарам во наредните минути. Добар ден, Марина, за вас. Добар ден. Што значи за тебе наградата Бели мугри, со оглед на тоа што си седма поред која ја добива оваа награда, значи релативно кратко време значи пред 7 години почна да се доделува оваа награда, но во секој случај има големо значење со оглед на тоа што е во чест на големиот поет Кочо Рацин. И која е инспирацијата за книгата Постела на тишината со која ја доби наградата? Дали станува збор за социјална поезија, бидејќи кога ќе се спомене името на Рацин, мене прва асоциација ми е социјалната поезија која пишувал тој. Како што споменавте, Постела на тишината е седмиот носител на наградата Бели мугри на конкурсот што го распишува Домот на културата Кочо Рацин од Скопје. За мене оваа награда е можеби најважната награда досега, затоа што мојата пета поетска книга Постела на тишината ја доби оваа престижна награда за млад автор до 35 годишна возраст. За мене е важна оваа награда затоа што оваа книга има одредена зрелост и тежина, затоа што ја работев низ еден долг временски период. Инаку, најважното од се е што оваа книга е интертекстуално поврзана со творештвото и инспирацијата потекнува од творештвото и од социјалната и љубовната поезија на најголемиот поет меѓу поетите, а тоа е Коста Солев Рацин. Исто така, оваа книга ја посветив и на моето семејство, затоа што сметав дека едно заокружување на целиот поетски универзум кој што јас го создадов досега, бидејќи ова е заклучно и пета моја поетска објава. Колку време ја пишуваше стихозбирката? Стихозбирката ја работев доста темелно, некаде околу 3 години, меѓутоа првичниот концепт за создавање на оваа книга беше идејата за пишувањето како еден творечки чин во тишина и за потрагата на хармонија во живењето, затоа што денес живееме во бурно и динамично време, затоа што авторите, поетите живеат доста активно, доста динамично и за нас пишувањето поезија е тој чин на едно креативно потргање по хармонијата. Овој разговор би го искористила да те прашам и да поразговараме малку повеќе за она твое последно издание, последната објавена книга во издание на издавачката куќа Диалог, а станува збор за жанровски полимер. Тоа е нешто поразлично, не е проза, не е поезија, туку станува збор за седма моја книга, Жанровски полимер, која што е во издание на издавачката куќа Диалог од Скопје. Оваа книга излезе на саемот на книгата. Може да се купи, а има веќе во продажба во книжарниците на Матица Македонска. Станува збор за научна книга со критики, есеи и прикази на книги. Концентрирана е околу 3 носечки циклуси. Поетски полимер, полимер од роман и мултижанровски полимер. Доста експериментална книга, затоа што говори за жанровите и за тоа дека има една хибридизација и мешање на жанровите и дека не можеме да говориме за еден чист книжевен жанр денес. Јас со овој разговор би го заокружила со тоа што повторно ќе се навратиме на Постела на тишината, бидејќи како што спомена и самата на промоцијата на оваа твоја книга, поетите најдобро се изразуваат преку стихови. Па во пресред на големиот празник Великден да слушнеме една песна со религиозна содржина. Така, јас одбрав неколку стихови во пресред на престојниот и најголемиот христијански празник, празникот Великден. Од песната Плаштот на тишината следуваат следниве стихови, кои што гласат вака: Допрени од ланката на тишината, стануваме повеќе божествени, а сепак помалку грешни луѓе. Убаво заокружување на овој разговор. Ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам уште многу креативни моменти, многу награди. Ние не ги споменавме со оглед на тоа што сме временски ограничени, но навистина имаш многу домашни и меѓународни награди, рецензенци на многу други книги, па ти посакувам плодна творечка работа во иднина. Ви благодарам. Иван, излишни се сите зборови после овие стихови кои ги слушнавме од Марина Мијаковска и веќе повторам, лауреат на овогодинешната награда Бели мугри која ја распишува Домот на културата Кочо Рацин од Скопје.